Активностите на Конфедерацијата на слободните синдикати делат летоци со цел да ги потсетат приватните компании и институциите дека во Македонија е потребна меѓуродова еднаквост. Даниела Јаневска од одделот на жени при оваа конференција вели дека се уште постои родова дискриминација која треба да се елиминира. Според неа жените потешко се вработуваат и заработуваат 12,5% помалку од мажите. Според последните податоци кои што се објавени, жените заработуваат за 12,5% помалку во однос на мажите, што значи ако на годишно ниво тоа го вкалкулираме, жената 33 дена во годината е неефективно платена. Затоа целта на оваа наша кампања е да прифатиме дека родов јас постои и дека жените заработуваат помалку во однос на мажите и апелираме до работодавачите и до јавноста дека платата треба да биде резултат на трудот и само на трудот, независно од полот. Генералниот секретар на Конфедерацијата на слободни синдикати Зоран Антовски истакнува дека не треба да постои поделба на работата меѓу жените и мажите и треба да бидат почитувани квалификациите. Според него работодавачот треба да ги земе в предвид квалификациите според образованието и професионалните способности на кандидатот за работното место, а не родот. Воедно сакаме да ги потсетиме и приватниот сектор и македонските компании дека при вработувањето треба да гледат на квалитетот, а не на квантитетот. Треба да гледат способноста на човекот, а не родовата нееднаквост. Односно, треба добро внимание и на самите жени. Затоа денеска по повод 8 март процентуално е жалосно кога се спореди дека сосема мал број, дали има 10% менаџери од жените, а што логички би требало да биде поголем процентот. Од Конфедерацијата на слободни синдикати вела дека честопати жените се поуспешни од мажите во поглед на образованието, но тоа според нив не се цени доволно на работното место. Тие денес го одбележа Меѓународниот ден на жената, испраќајќи порака да се почитуваат жените во сите сфери од животот, особено на работното место.